Здраво на сите и добре дојдовте на нашата последна лекција од модулот 4. Во последните неколку сесии истражувавме како вештачката интелигенција го трансформира рекламирањето на социјалните мрежи од таргетирање и креирање содржина до поставување и оптимизација на кампањи. Но сега се појавува едно клучно прашање: како да знаеме дали тоа функционира? Денешната сесија е целосно посветена на мерењето, како да ги следите, оценувате и реагирате на резултатите од вашите кампањи засилени со вештачка интелигенција. Ако вештачката интелигенција е моторот на вашата маркетинг стратегија, тогаш мерењето е вашата контролна табла. Без тоа летате на слепо. Со него можете прецизно да управувате, постојано да се подобрувате и да го оправдате вашиот буџет за рекламирање пред засегнатите страни. Ајде да почнеме со клучните метрики кои ни кажуваат како се одвиваат нашите кампањи управувани од вештачка интелигенција. Прв дел — клучни метрики, што да следите и зошто. Ке започнеме со некои познати метрики, но имајте на ум дека со вештачката интелигенција во игра, начинот на кој овие метрики се менуваат и што ги предизвикува тие промени може да биде посуптилен. Прво, импресии и дофат. Импресиите ни кажуваат колку пати е прикажан вашиот оглас. Дофатот е бројот на уникатни корисници. Сега, со кампањи управувани од вештачка интелигенција, може да забележите дека импресиите се распределени на неочекувани начини, можеби силно концентрирани на ниша публика која ја смета за најперспективна. Целта тука е ефикасност, а не само обем. Следете ги знаците на преголемо ширење или слабо таргетирање, како висок дофат, но ниска релевантност. Платформи како Facebook, исто така, можат да обезбедат рангирање на квалитетот или релевантност за да ви помогнат да ја процените прецизноста на изборите на вештачката интелигенција. Второ, стапка на кликнување, KSR. KSR е одлична метрика за ангажман. Ако сте користеле вештачка интелигенција за поефикасно персонализирање на вашата содржина или таргетирање, треба да очекувате подобрување на KSR. Но и еве една честа стапица, само високиот KSR не е успех. Мора да го споиме со стапката на конверзија за да бидеме сигурни дека привлекуваме вистински вид кликови, а не само корисници задоволни од кликовите кои никогаш не купуваат. Трето, стапка на конверзија. Ова е големото. Колку луѓе презедо акцијата што ви е важна? Купете, регистрирајте се или преземете. Ако користите динамична креативна оптимизација или автоматско таргетирање, треба да видите значајни промени овде. Дури и скок од 2% на 3% е подобрување од 50% во перформансите. Четврто, цена по акција, ЧП. ЧП ги поврзува резултатите со трошоците. Ви кажува колку трошите за да добиете конверзија. Алатките за лицитирање со вештачка интелигенција идеално би требало да го намалат вашиот ЧП со текот на времето. Ако вашиот рачен ЧП беше $25, а со вештачка интелигенција паѓа на $18, очигледно добивате ефикасност. Но не гледајте само на просекот. Разделете го по публика, платформа и креатива за да видите каде вештачката интелигенција најдобро функционира. Петто, поврат на потрошениот износ за рекламирање, ВООС. Ако сте во трговија или следите приходи, ВООС е вашата света грал. Тоа е сооднос генериран приход поделен со потрошеното. ВООС од 5:1 значи дека за секој потрошен долар заработувате $5. Со вештачка интелигенција целиме кон подобро таргетирање и попаметно лицитирање за да го подобриме ова. Например, при лицитирање базирано на вредност, вештачката интелигенција дава приоритет на корисници кои имаат поголема веројатност да купат поскапи производи, зголемувајќи ја вашата просечна вредност на нарачка. Шесто, метрики за ангажман. Лајкови, коментари, споделувања, прегледи на видеа. Ова е важно кога вашата цел е препознатливост на брендот или градење заедница. Успешна кампања со вештачка интелигенција не само што може да доведе до конверзии, туку и да го подобри расположението или да изгради возбуда. Некои платформи дури и го анализираат расположението за коментари, давајќи ви квалитативни повратни информации за да ги надополнат бројките. 7. Метрики на инка. Ако вашето патување вклучува повеќе чекори, да речеме, кликнете, прелистајте, додадете во кошничка, купете, следете ги сите. Таргетирањето со вештачка интелигенција може да донесе поквалитетен сообраќај кој прелистува повеќе страници, поминува повеќе време и на крајот подобро конвертира. Користете Google Analytics или вашиот крм за да ги следите напуштањата и да идентификувате каде вештачката интелигенција го подобрува процесот. 8. Фреквенција и заситеност. Вештачката интелигенција може да прикажува повеќе реклами на корисници за кои се смета дека е поверојатно да конвертираат. Тоа може да биде добро, но преголема фреквенција може да ги изнервира корисниците. Внимателно следете го ова.
Ако некој ја гледа вашата реклама 7 пати неделно без никаква акција, можеби е време да ја ограничите фреквенцијата или да ја освежите креативата. 9. Метрики специфични за вештачката интелигенција. Платформите може да ви ги покажат своите внатрешни сигнали, како што се статусот на фазата на учење на Facebook или резултатот за оптимизација на Google. Овие ви помагаат да го следите напредокот во учењето на вештачката интелигенција. Ако вашата кампања е заглавена во ограничено учење, можеби ќе бидат потребни повеќе податоци, поширока публика или зголемување на буџетот. 10. Инкременталност. Ова е понапредна метрика. Станува збор за докажување дека кампањата предизвикала некоја акција, а не само што ја забележала. Може да користите сплит тестирање или издвоени региони за да видите колку дополнителен ефект создала е рекламната кампања во споредба со контролна група. Алатката Conversion Lift на Facebook е одлична за ова. Значи, следењето на овие метрики е вашиот прв чекор. Сега, ајде да истражиме како алатките за аналитика со вештачка интелигенција помагаат да се разбере сета оваа дата. Втор дел – аналитика со вештачка интелигенција, претворање на податоците во акција. Еве го предизвикот. Овие кампањи генерираат многу податоци. Алатките за аналитика со вештачка интелигенција ви ја поедноставуваат работата со автоматско прикажување на клучни сознанија. Да разгледаме некои од најдобрите алатки и што ти ја нудат. Менаџер за реклами на Facebook и Мета увиди. Мета нуди предлози водени од вештачка интелигенција како што се вашите конверзии се 20% поевтини кај жените на возраст од 30 до 45 години или фреквенцијата на вашата кампања се зголемува. Размислете за прилагодување. Ова не се само наблюдување. Тие се увиди подкрепени со милиарди податоци. Google Analytics 4, G4. G4 вклучува автоматизирани сознание и предиктивна аналитика. Може да добиете известувања како стапката на конверзија на мобилни уреди падна за 20% оваа недела или се предвидува дека корисниците од социјалните извори ќе трошат повеќе следната недела. Овие поттикнувања ви помагаат да реагирате пред трендот да стане проблем. Платформи за управување со социјални медиуми. Платформи како Spread Social, Hootsuite и Amplify користат вештачка интелигенција за да предложат најдобро време за објавување, да оценат типови на содржина, па дури и да откријат трендови во расположението на публиката. Ако вашата кампања управувана од вештачка интелигенција станува вирална или предизвикува негативни реакции, овие алатки ви овозможуваат брзо да реагирате. Алатки за атрибуција и моделирање на медиумскиот микс. Покрај посебниот клик, алатки како Google Data Driven Attribution и други, како Nistar Attribution App, применуваат машинско учење за да распределат заслуга низ целиот продажен левак. Тоа е клучно ако вашата реклама го воведе корисникот кој подоцна ќе конвертира преку пребарување или епошта. Без ова, може погрешно да ја потцените вредноста на рекламата со вештачка интелигенција. Аналитика за чекботови. Ако користите чекботови со вештачка интелигенција, следете работи како оценка на задоволство, стапка на напуштање и стапка на завршување. Овие сознанија ви покажуваат дали вашиот чекбот помага или одмага и каде треба да се подобри. Клучот е редовно да ги прегледувате овие сознанија, да ги потврдите во вашиот сопствен контекст и, најважно, да делувате според нив. Дел 3. Толкување на увидите од вештачката интелигенција, од бројки до стратегија. Да речеме дека вашиот аналитички алат вели дека ктрот ви се подобрил за 40% минатата недела. Тоа е одлично, но што следува? Треба да прашате, зошто се случи тоа? Дали е тоа тренд или случајност? Кој креативен материјал или сегмент на публика ја предизвика промената? Дали треба да го зголемам буџетот, да ја сменам пораката или да го прилагодам таргетирањето? Вештачката интелигенција исто така ќе ви открие увиди за публиката. Рекламата најмногу одекнува кај геймери на возраст од 18 до 24 години. Тоа е сигнал. Можеби креирајте посебна кампања или прилагодете го креативот за нив. Но не ги игнорирајте другите сегменти само затоа што се уште не се најдобри изведувачи. Други увиди можат да покажат дека видео рекламите се поуспешни од свековните за 30%. Повторно, корисно, но проверете. Дали е тоа затоа што видеата се подобри или затоа што се понови, посвежени? И предвидувањата бараат внимателно толкување. Ако G4 предвиди 100 конверзии следната недела, одлично. Подгответе ја вашата инка, но следете. Предвидувањата не се ветување. А понекогаш и вештачката интелигенција прави грешки. Например, ќе означи пат што е сосема нормален за понеделник. Затоа, секогаш надградете ги увидите од вештачката интелигенција со вашето бизнис разбирање. Вештачката интелигенција гледа шени. Вие го давате контекстот. Дел 4. Дејствување според препораките на вештачката интелигенција, континуирана оптимизација.
Тука преминуваме од увиди кон акција. Системите со вештачка интелигенција често ќе препорачаат чекори како зголемување на буџетот за 20% за да се постигнат повеќе резултати. Обидете се со лицитирање базирано на вредност наместо со цена по клик. Освежете ја креативата за да се справите со заморот од реклами. Проширете ја вашата публика малку за подобро скалирање. Прераспределете го буџетот од рекламни сетови со слаби перформанси. Овие препораки се базираат на вашите податоци. Не мора да ги имплементирате сите, но треба внимателно да ги процените. Тестирајте постепено. Имплементирајте една или две промени истовремено за да можете да го измерите влијанието. Ако вештачката интелигенција каже да се проба со поширока публика, пробајте го тоа во посебна кампања и споредете. Со текот на времето, овој процес станува повратна јанка. Лансирај, измери, анализирај, прилагоди, па повторно лансирај. Ти и вештачката интелигенција учите заедно. Твојата задача е постојано да даваш квалитетни податоци, да ги толкуваш резултатите и да примениш човечка проценка за да го зголемиш успехот или да ги поправиш слабостите. Дел 5. Студии на случај. Вистински успес. Дозволете ми накратко да споделам 3 брзи примери за да илустрираме што дискутиравме. Студија на случај број 1. Малопродажен бренд го намалува ќпа со лицитирање преку вештачка интелигенција. Средно голем e-commerce бренд премина од рачно лицитирање на лицитирање со вештачка интелигенција на Facebook. Нивниот ќпа се намали од 25 на $20, а ВО скокна од 4,1 на 5,1. Вештачката интелигенција го пренасочи буџетот кон купувачи со висока вредност и откри нова најуспешна публика, локалайк група на која самите не би се сетиле да ја таргетираат. Студија на случај број 2. Финансиска компанија ја зголемува квалитетата на потенцијалните клиенти со чатбот. Фирма за финансиски услуги додаде и чатбот на нивните одредишни страници од рекламите. Бројот на потенцијални клиенти остана ист, но квалитетот на потенцијалните клиенти, мерен преку закажани состаноци, скокна за 50%. Еботот подобро ги предквалификуваше потенцијалните клиенти од статичната форма. Потоа додадоа порака за следење за оние што се откажале и вратија дополнителни 10% од потенцијалните клиенти. Студија на случај 3. Бренд за пијалаци избегнува криза. Бренд за пијалаци го следеше расположението користејќи ја алатка за социјално слушање. Кога една реклама со позната личност привлече негативно внимание поради неповрзан скандал, ја означи навреме. Брендот ја повлече рекламата и ја замени, избегнувајќи штета на расположението на брендот. Ангажманот остана силен, а анкетите по кампањата не покажаа никаков удар врз репутацијата. Значи, еве ја големата сика. Прво, мерете не само кликовите, туку и конверзиите, ќпе, ВОС и расположението. Второ, користете аналитика на вештачката интелигенција за да извлечете сознанија што можеби ќе ги пропуштите. Трето, толкувајте ги тие сознанија критички. Комбинирајте го наоѓањето шеми на вештачката интелигенција со вашето деловно знаење. Четврто, применувајте ги препораките внимателно. Тестирај, измери, повтори. Петто, споделувајте ги научените лекции низ вашиот тим. Вештачката интелигенција ви помага да учите побрзо, но луѓето најдобро ги применуваат лекциите. И на крај, започнете со малку. Ако се уште не сте, пробајте една кампања водена од вештачка интелигенција. Користете динамични креативи, автоматско наддавање или барем таргетирање предложено од вештачка интелигенција. Следете што ќе се случи. Нека податоците ве научат. Рекламирањето на социјалните мрежи е подвижна цел. Вештачката интелигенција ви помага почесто да ја погодите, со помалку трошоци и повеќе увид. Ви благодарам што не следевте низ целиот овој модул. Се надевам дека оваа лекција и серијата ви дадоа не само алатки, туку и самодоверба да ја прифатите вештачката интелигенција во вашите кампањи. Не мора да бидете научник за податоци за да користите вештачка интелигенција. Доволно е да бидете љубопитни, аналитични и стратешки настроени. Се гледаме во следниот модул и среќно со вашите кампањи.